Добро вечер и добре дојдовте го следите новото издание на Fair Play на телевизија Телма, кое што ми е задоволство да го започнеме пред се заради тоа што во деновите кои што измина уживавме и бевме сведоци на бројни спортски успеси на македонските спортисти на национално, меѓутоа и на меѓународно ниво. Уживавме во едно супер ракометно дерби, меѓутоа за една друга тема на наш млад спортист ќе зборуваме на стартот од денешната емисија. Ви ветувам дека ќе биде забавно, дека ќе ве релаксираме, но и едуцираме во поглед на спортот, затоа во продолжение останете со нас на Телма. Нашата прва вечерашна тема ќе биде боксот. Спорт кој што секогаш привлекува големо внимание, спорт кој што публиката и јавноста редовно со задоволство сака да го следи и спорт кој што особено во минатото за Македонија носеше големи успеси. Можеби во поновата историја и не е баш така, меѓутоа веројатно можеме да се гордееме со нови млади спортски сили во рингот, ако го земеме примерот на нашиот актуелен успешен спортист кој што има само 16 години и успеа на Македонија да ја донесе бронзата од Европското младинско првенство во бокс. Пред да ги пречекам моите гости во студиото, ви ја представуваме приказната на Петар Арсовски. Иако во минатото боксот во Македонија беше еден од спортовите кои привлекуваше големо внимание и интерес во јавноста и редовно ги радуваше фановите со успеси на национално и меѓународно ниво. Во поновата историја многу поретко некој им се приближува или ги повторува успесите на истакнатите македонски боксери, меѓу кои Аце Русевски, Реджеп Реджеповски, Примислав Димовски и Вели Мумин. Традиционалната боксерска ревија Златен конг беше најзначаен боксерски настан во нашата република. Намалувањето на квалитетот и конкуренцијата се и една од причините поради која нашата реномирана надпреварувачка манифестација Златен гонг, која во 2019 година го прослави 50 годишниот јубилеј, веќе не е атрактивна дестинација за силните и познати боксерски звезди како некогаш во минатото, кога доаѓаа во македонската метропола на Мегдан. По подолг временски период, месецов Македонија се израдува на меѓународен успех во аматерски бокс, благодарение на 16-годишниот Петар Арсовски од редовите на боксерскиот клуб Чаир. Во конкуренција од 21 надпреварувач, тој се закити со бронзен медал во категоријата до 54 килограми на младинското европско првенство кое се одржа во соседна Бугарија. Трето европско првенство за Петар Арсовски. Прво со европски медал. Овој наш проект кој што е отпочнат многу години наназад и кој што очекувавме да води со плод, нели, дојде сега, иако ние посакувавме, очекуваме да дојде малку и порано. Тој медал е за целата наша држава, има големо значење и за него лично како спортиста. Тоа дали е доволен успех за овој спортиста, јас мислам дека не. Не сакам лажна скромност, мислам дека овој медал може да е само еден почеток, на една малку поголема, можам да кажам, ајде сензационална, не сакам да кажам, значи кариера која што ја очекуваме да се случи година. Потешко е да се биде добар родител или добар тренер? Можам да кажам дека татко и тренер и не е баш толку благодарна комбинација. Во секој случај повеќе сакам да сум татко, зашто на крајот од денот кога се заврши се ова сум само еден обичен татко како и многу други. Значи нема отстапки во однос на тоа што треба да се изработи, во однос на тоа што треба да се истренира, во однос на тие задачи
кои што се пред нас како спортски перформанс кој што треба он да ги подобри. Тука нема татко и син, значи тука сме професионалци и он таа улога си има прифатено дека тамо сме само професионалци. Знали некогаш да ви падне тешко, особено на оние мечеви кога вашиот син губи или тешко е она што се случува во рингот, нели? Да, тоа е интересно и навистина добро прашање. Прв пат имам прилика ова прашање да го одговорам и мило ми е што ми го поставивте. Како и секој тренер што брка резултати и побарува резултати од својот такмичар, навистина е тешко кога треба дома да тргнеме со пораз, знае дури да е драматично. Тамо кога сум доле покрај рингот, односно во неговиот тагол, сум професионален, значи тамо нема значение дали ми е син или не, значи ја бркаме таа победа по секоја цена. Доминирајќи во сите 3 рунди во четвртфиналето и славејќи со убедливи 5-0 против Валис Антонио Ремус од Грција, Арсовски ја обезбеди бронзата за Македонија во Бугарија. Неговата следна пречка, домашниот надпреварувач бугаринот Љубослав Методиев, се покажа како доволно голема, па среброто овој пат не допатува во Македонија. Според вас, кои се најсилните страни кои што ги има Петар? Кои се можеби неговите мани како спортисти бокс? Он има таа ментална подготвеност, храброст, значи он и во најтешките моменти кај што боксува и со руси и со украинци, он покажал дека знае да е на висина на задачата, да нема таква трема или нешто што може да доведе до лош тек на настаните во текот на мечот. Значи тоа не сме го работи на тренинг, тоа е во него. Сега нормално ни фалат некои работи како што се стручни термини, да кажеме гибкост, можеби повеќе игра на ноги, финтирање и така натаму, нешто што треба да се учи. Сила исто така, ни фали доста сила, приметивме дека Господ му дал оние брзи мускулни влакна да е брз, фуриозен, експлозивен, меѓутоа силен не е, така да тоа треба да поработи периодот што следи. Следниот голем предизвик Петар ќе го има во месец ноември годинава, кога ќе ја представува Македонија на светското младинско првенство во бокс, кое ќе се одржи во Шпанија. Да можеме да се радуваме и да бидеме горди на вакви успеси. Еве го медалот кој што Петар Арсовски ни го донесе од Бугарија и посакуваме во иднина само да се множат бројот на успеси и медали. А јас веќе ги пречекав моите гости во студиото. Овој пат нашиот медалист Петар Арсовски доаѓа заедно со Примислав Димовски, човекот кој што верувам добро го знаете заради неговата кариера во минатото, а сега ја има функцијата на председател на Бокс Федерацијата на Македонија. Многу ми е голямо задоволство што сте мои гости и ви посакувам добре дојде во Ферплей. Добро ве најдовме. Се надевам дека добро се чувствувате. Ќе почнам од Петар, кога ќе донесеш дома медал, кога ќе се покажеш добро на едно надпреварување, па еве кажи ми, ти дали си задоволен од тоа што го постигна во Бугарија? Јас генерално сум задоволен, но сепак се чувствувам се уште гладен. Бидејќи јас сум изгубил многу од детството, еве веќе сега почнувам да губам од младоста. И сум имал многу тешки тренинзи, многу голем напор и сепак јас ќе стремам кон Олимпијата која што ќе биде 2028 година, а покасно се гледам и како професионалец. Браво, значи апетитите се високи, па така и треба веројатно, затоа што тоа секој спортист треба во себе да го носи. Сакам накратко, Примислав, да се вратиме во таа 95-та година, кога ти беше практично на оваа возраст на која сега е Петар. Има ли големи разлики од тогаш и сега? Помниш ли ти како се чувствуваше тогаш како дете да донесеш медали на својата земја? Како не помнам, многу убаво помнам, затоа најдобро знам како му е на Петар сега. И сменети се времењата, нели, друго беше тогаш, друго е сега, но пак ќе кажам, за среќа на Петар има луѓе во боксов што може да го разберат и што добро знаат што треба се направи, сега условите какви се, такви се. Меѓутоа правиме максимум да сите овие соништа
на спортистите и на Петар се исполнат и е тоа добро, убаво кажа, значи треба да се стреми на многу поголем успех за да до негде се стигне и да има успех, нели ако желбите ти се да постигнеш мал успех, уште помалку ќе постигнеш. Да, треба да мислим на Олимпијата, ја би рекол не 28, дека сепак оставаме можност и 24-та. Зошто да не? Да, дај Боже да биде така. Сега да објасниме малку подобро за нашите гледачи. Една важна работа, тоа е дека ти не си постојано во Македонија. Голем дел од времето го поминуваш во Бугарија затоа што таму замина за да, ајде да кажеме, имаш подобри услови да се развиваш. Сега раскажи ни ти, на колку години си замина во Македонија? Кога имав 12 години, тоа бев многу мал. Да. Тогаш отидов во Бугарија, кога имав еден турнир во Косово. Таму имав многу јака борба, но ете на жалост судиите ме оштетија. И јас седев во публика натажам и дојде еден олимписки шампион од Бугарија и се запознавме со него и ми кажа да додам на неколку тренинзи во Бугарија. Тој ме однесе во клубот Локомотив Софија, таму ме забележаа тренерите, ми го забележаа талентот и ме понудија да боксувам за нивниот клуб, да учам во нивното училиште и да живеам во нивниот интернат. Тогаш беше многу тежок период, зашто имав само 12 години. Беше малечок, не ти беше страв, не знам, еве на пример бидејќи видовме дека и со твојот татко заедно работите, не му кажа во ниеден момент како ќе одам таму, што ќе правам таму, сакаше да одиш? Јас сакав да одам генерално, но сепак ми беше многу тешко, без моите родители, без пријатели, многу тешки тренинзи, а јас сепак бев многу мал. Мора жртва. Се го испорбара жртва, не само боксот. Зошто го имаме тој јас од пред за неколку години кога имавме континуитет во боксот, споменавме некои имиња меѓу кои си и ти, за подоцна, па може да речам и долги години да не се повторуваат такви успеси во овој спорт. Што се случи, има ли шанса да ја коригираме таа ситуација? Па не е една причината, ако почнеме да правиме сега анализа се што се случило, буквално една цела емисија, ако не и повеќе ќе ни треба, ама на кратко, криза во боксот има, би кажал, генерално во цел свет. Најповеќе сум разговарал со другите председатели од други сојузи, од околинава и од Европа, генерално се жалат на појавата на многобројни боречки спортови. Да не ги споменуваме сите. Да, и тие привлекуваат. Па привлекуваат делото ние деца кои би сакале да се занимаваат, млади луѓе кои би сакале да се занимаваат со бокс, да отидат нели кон другите спортови. Тоа е еден дел, а кај нас има уште неколку други точки. Не би сакал сега да ги нагласувам некои кризни периоди во Сојузот, односно Федерацијата и така натака, и сето тоа доведе до еден драстичен пат нели на интересот за боксот и секако аналогно на тоа следеше и никакви успеси во боксот. Имаат ли децата од кого да научат пред се? Има ли доволно луѓе, па и меѓу вас кои што директно некогаш сте се бореле, со доволно желба да го пренесат своето знаење? Нели прашањето е кој ќе биде доволно добар учител за јас, условно кажано, да станам доволно добар боксер? Видете, на таа тема јас некојаш сум незгоден, брутално искрен, но да знаете дека кризата во тренерскиот кадар го имаме во секој спорт во Македонија. Во минатите времиња, нели, секој знае да спомна дека најубави времиња во спортот, посебно во боксот, биле во поранешната држава, нели, во Федерацијата кога беше. Тогаш да се види тренер треба да се иде во Белград, да се полага пред известни авторитети и професори, мислам на факултетот за спорт во Белград било тоа. Па таму тие ќе ти дадат некаква лиценца за да бидеш тренер почетник и така натака. Сето тоа го нема и во тој дел јас и раководството правиме напори нешто да смениме, нели, да го подигнеме нивото. Во тој контекст одредени спортови наши, веќе го земеме ракометот за пример, се случи да стратези од странство дојдат во Македонија и многу помогнат во поглед на тоа. Голем дел и од македонските играчи научија од тие луѓе и потоа има, можам да кажам, и блескави кариери. Дали е тоа во боксот опција? Значи донесовме тренер од Куба, знаеме Куба е нели светска сила во боксот. Пред 2 години беше тоа, дојде тренер од Куба, од лиценциран тренер во Куба, веќе таму што работа тренер, дојде кај нас, меѓутоа настапи пандемијата и сето тоа нели наукочи, едноставно немаме баш среќа од тој дел, се нешто се случува, знаеме кои ни се слабите точки, па ќе видиме што може поправиме.
Петар сега малку ќе ни раскаже околу борбите. Ќе почнеме од тоа која беше најтешка борба на Најтешка ова борба европско беше во осмина финалето. Осми на финалето. Да, Добро. против Словакот. Тоа беше Зошто? првата борба на европското. Бидејќи тој боксер многу ми беше неудобен и првите две рунди ги изгубив. Ги изгуби Да, првите да, ги две. изгубив. А има 3 рунди. И тоа во аматерскиот бокс, ако ги губиш првите 2 рунди, веќе 90% да кажеме. Си загубил. Да, си загубил. И меѓу втора и трета рунда веќе тренерите сите веќе имаат стрес, спремни сме за да си одиме изнервирани. Чекај, раскажи ни малку за тоа. Ние нели гледаме како публика, застанувате во аголот, па нешто ти зборуваат, ти кажуваат, што добиваш некакви совети од нив? Да. Ти помагаат како да постапиш? Меѓу прва и втора рунда таму е првата пауза. Имаме 2 паузи од 3 рунди. И ќе ти кажат дали губиш, дали победуваш, што треба да направиш, дали да смениш тактика, да отидеш напред-назад. Како да боксуваш на дистанца. Дополнам Да, аз. ајде, од искуство. Прва исправка, не се користи веќе аматерски бокс, Добро. туку олимписки бокс, затоа што буквално веќе разликата помеѓу поранешен аматерски и професионален е минимална, само бројот на рунди. Сениорите не носат заштитни маски како порано, исто како и во професионалниот ринг, само што мора да носат мајца и се 3 рунди. И тоа е бокс признаен на Олимписките Така. игри. Добро. 3 рунди по 3 минути, меѓу рундите пауза од минута. И она што сака Петар да каже е тоа што сега по новите правила, меѓу рундите, тренерите во аголот, секундантите, имаат на увид Компјутери. какво е бодувањето во моментот, односно колку судии дале предност на едниот боксер, колку на другиот. Па тоа не е мала разлика, Па да. тоа е еден дел што го направија како измена за да има транспарентност. Некоја, знаете, највеќе забелешки има боксот на Судењето и одлуките. судењето, да, Така на е. одлуките судиски. Знае и Петар колку пати бил оштетен и други биле. Да. И сето тоа се прават напори тоа да се смени. Еден дел од тие промени ова што тренерите имаат на увид кој како судија во моментот Добро. дава предност. Продолжи Петар И слободно. Петар ги доби совети за да успее да направи пресврт, така? Да, третата рунда тргнав со целосен напор, целосна концентрација. Тоа беше многу тешко за мене, многу изморувачки, но ете сепак успев да го прекрашам таа рунда и тенко го земав мечот. Добро, следува уште две. Следува уште 2, сега во четвртфиналето кој што е влез за медал. Тоа веќе ми беше малце полесно, смислив таму добра тактика. Да, и таму ги земав сите рунди Тактиката важна. убедително. Добро. И на крај ти се погоди надпреварувач Во домашен полуфиналето, да, со домаќин боксував. со домаќин. Да, ја со него се познав како боксер. Ние се познавме. Сме боксували предходно. Ја и сум го победил него. И тие ме анализирале и смислеле многу јака стратегија против мене, да го избегнуваат машкиот дуел. И Да, така се гледаше и на снимката дека немаше Да, немаше постојан тепачки. контакт, да речам. Добро. Да, и така успеа да ми го земе мечот. Јас некаде ја пронедов информацијата дека ќе се подготуваш за светско првенство. Дали е тоа точно? Точно е. Колку време имаме до тогаш? Па 6 месеци. Околу 6 месеци ќе бидат ли доволни за да бидеш целосно подготвен, максимално подготвен за тоа што те чека? Ако се работи со правилен тренажен процес, со режими, да, Јас тоа ти ме мотивира. посакувам да имаш и спортска среќа и добро здравје и мотивација Фала за многу. следниот пат кога ќе одиш на светско пак да се видиме со медал. Важи. Се надевам, да. Ви благодарам уште еднаш на двајцата и се гледаме во следна прилика за нови убави теми и успеси. Се надеваме после светското. Да се надеваме дека така ќе биде. Да. Благодарам уште еднаш, што тоа беа моите први вечерашни гости. Се надевам дека еве и вас ве прави среќни и горди еден ваков убав спортски успех. Ќе продолжиме понатаму со уште една тема на вистина мотивирачка. Следува едно кратко видео како најава за моите следни гости. Уживајте, а потоа следува и вториот разговор.
Ова кое што го видовте, се надевам дека така мотивирачки делува кај вас, затоа што беше навистина убаво видео. Беа всушност инсерти од скопскиот дуатлон, меѓутоа во оваа прилика ќе најавиме како на 14 мај ќе изгледа надпреварувањето во триатлон, една дисциплина која што ги обединува трчањето, велосипедизмот и пливањето, која што не е нималку едноставна, но е многу убава. Сепак деталите ќе ги дознаеме од моите втори гости вечерва. Ќе им посакам добре дојде во студиото на Данчо Георгиевски, кој што е триатлонец, меѓутоа и тренер, работи со децата во клубот Триоџи Рейсинг. Добро вечер. Фала што ме викнавте. И со нас е Магдалена Станковска, која што е неколкукратен триатлон првак на Македонија во категорија јуниори, меѓутоа учествувала и на меѓународни надпревари и постигнувала успеси. Добро вечер и добре дошли. Добро вечер. Многу ми е драго што сте мои гости, заради тоа што пред се зборуваме за една многу убава дисциплина. Реков во најавата тешка. Дали сум во право? Не е едноставно, затоа што бара многу вештини практично. Повеќе комплицирана од тешка, односно така кажеме го сложена, односно комплексна, да. Каде имаме спојна повеќе спортови, каде секој спорт си е своја дисциплина и самата транзиција, она што се вика спојот на спортовите си е посебна приказка, да кажеме, односно го вика четврта дисциплина, односно преодот меѓу пливање и велосипед, и потоа и велосипед и трчање, значи телото е менува позицијата, што создава своји проблеми. Да. Така да, како но вие ги решавате, напорно тренирате во... Со напорен тренинг и многу повторување, посебно со децата помали, се решаваат тие проблеми. Настанот кој што го најавив го организирате со поддршка од Триатлон Федерацијата на Македонија. Навистина си ги работите многу професионално настаните, тоа го знам, затоа што имаме супер ликови во овој спорт. Сега малку раскажи ми каква ќе биде агендата на 14-ти, тие кои што не гледаат, а можеби не спортуваат, можат да дадат поддршка. Да. Значи на 14 мај ќе имаме повтор пат во Скопје триатлон, Стопанска Триоџи триатлон 2022 година. Започнува во 9 часот. Пливаме во, пошто немаме ние отворена вода во Скопје, пливаме во базенот Борис Трајковски, возиме велосипед на булеварот Илинденски, одреди Илинденска. Да, Илинденска. Да, народно. И трчаме околу самиот базен. И тука пред базенот е финишот. Базенот наш ни е, да кажеме, како втор дом, пошто тука пливаме секојдневно и тука ни се другите тренинзи, па така и некако целата идеја за Скопје да добие триатлон кој ќе биде базенски, трна од тоа, е еден убав настан, како што кажавте, ги повикувам сите што и нема да учествуваат да дојдат да го видат. Хепенинг е, во исто време има заинтересираност, имате многу учесници, ќе замолам во режијата, гледаме убави фотографии, ќе ги видиме и до крај, да видиме подоцна имаме една фотографија со сите категории на учесници за појасно да им биде на нашите гледачи. Имаме ли деца и возрастни доволно за да баш има еден надпреварувачки дух? Да, искрено Сабалија го проверив листата, 180 членови има пријавено, лимитот е 200. Пошто толку е лимитот на базенот. Добро. Така да сигурно ќе го пополниме лимитот. Што посебно ме радува што категориите на деца и на кадети е баш масовна. На некој што го видел тоа како изгледа дете од 6 години, како се надпреварува, тоа е чиста радост. Магдалена, како од сите спортови кои што може да ги одбереш, сепак одлучи да се занимаваш со оваа дисциплина? Имаше ли некој кој што ти сугерираше, советуваше, ти го препозна талентот, како одеше? Да, мојот тренер Данчо. Јас почнав со повреда на ракомет на коленото и требаше да идам на рехабилитација да пливам. И мојот тренер Данчо ме најде и ме прати на камп во Преспа. Толку беше. Најдовме талент, така тоа оди. Па не, таа сама ќе биде изгледот на триатлонецот специфичен, долги нозе, слабо, високо, канезе, тоа буквално перфектно створено за тој спорт. И кога видов, викам, ракометот за тебе не е, ти си нежна. Значи ова е тоа, да. Ве молам да ги погледнеме и оние инсерти каде што Данчо работи со децата на базен. Мојот колега Фуат беше таму за да сними неколку инсерти. Дали си строг тренер? Вика дека сум. Кога треба. Да. Кога треба. Кога треба? Да, има некогаш така лутење, викање, такви работи, мислам, не дека е тоа страшно, нели? Поважно е да те научи тренерот она што треба, да? Значи кога треба има. 2 дена пред трка мора да се спие 8 часа. Сериозно? Да. Исхраната исто така, јагле, хидрати пред трка. И пред трка да се види трката, да се види
сите три спорта да се направат ден пред трка, ама минимално, не да се измориме. Да, стратегијата исто да биде добра. Кои се досега твоите лично најголеми успеси кои што си ги постигнала во надпреварување? Лично најголеми успеси ми се што сум постигнала да дојдам за 2 години тренирање на европско првенство, многу бев горда со тоа. И сите државни првенства, искрено секоја трка ми е успех. Дали, бидејќи го споменавте пливањето како иницијална каписла, значи дека тоа ти е најсилна страна од сите или не? Да, тоа е најсилна страна. А најслаба страна? Тоа очекувам. Има едно правило во триатлонот, вика на пливањето не се добива трката, он дефинитивно се губи. Добро. На трчањето ја задржуваш трката, а на трчањето победуваш. И тоа е малку чудно ако ќе го кажете, а просто е дека пливањето место каде што тој што е добар пливач секогаш се одвојува напред и кога ќе се одвои напред многу е полесно да стои напред кога е у група у точак. Мора си доволно добар точкар да кажеме, возач на велосипед да одржиш таа група. Ако успееш да кажеме се и си спливал некоја група напред, ма треба да го одржиш тоа. Да. Тоа што Магдалена има проблем се уште. И на крајот е трчањето каде што најчесто победува срцето пред нозете, значи онај што има најголема желба, што најмногу сака да загризе тој момент или најмногу ја посакува победата. Секако треба да го имаш тренингот, ама тука има и други елементи, пошто веќе тоа е на крај на трка. Значи замете се пливале, сте возеле точак село, тоа било борба, транзиции се прават. Сега кога стигнете на тие 10 минути утрчањето на крајот, скоро секогаш победува срцето пред нозете. Полека ми истекуваат минутките, уште да прашам, имаме ли сега зацртана цел, конкретно овде во Скопје, а имате ли веќе предвидени други надпреварувања во текот на летниот период и останатиот дел од многу година? надпреварувања цела година. Добро. И јас сум многу спремна годинава да ги совладам сите предизвици. Добро. Зашто многу се подготвував цела година и целиот труд, целата мака, се едва чекам да го покажам на трка. Да очекуваш дека ќе се исплати, да речем, очекуваш се подиуми, да речем. Да. Очекувам. Такви се предвидувањата и дај Боже да се исполнат. Сакам уште еднаш да ги потсетиме нашите гледачи во колку часот на 14 се сите добре дојдени да бидат дел од овој настан. Значи 14 мај спортски центар Борис Трајковски во 9 часот очекувам сите. Една убава дружба, пред се навивање, радост, веселба, Скопје ќе слави триатлон. Скопје ќе слави триатлон, многу ми е драго што е така, ќе се видиме таму, а се разбира со сите други ваши успеси, нормално и на помалите и повозрастните категории, ќе се видиме повторно следниот пат, и овој пат така требаше да биде, но следниот пат ние доаѓаме кај вас на гости, да, ќе се видиме на Кеј. Задоволство ми е што секој викенд во Fairplay отвараме нови теми поврзани за спортот, кои што посакувам да бидат голема мотивација, инспирација и да не прават горди. Така се разбира ќе биде и следниот викенд. Најавувам дека наш следен гостин во студиото ќе биде Тимур Дибиров, разбирливо по на дерби кое што на сите ни беше интересно, а во кое се судрија Еврофарм, Пелистер и Вардар. Се гледаме следната сабота во 19:15, до тогаш останете на фреквенцијата на Телма.